Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ако знаеме дека македонската песна е мелем на душата или наша духовна храна, тогаш и овој пат со ова наша емисија да го закитиме вашиот дом со топлина и убавини. Šeta momak Katerina, belo promeneta kako galabica, o fama naman kako galabica, o fama naman kako galabica. Drobno odi kako erebica, sitno drobno odi kako erebica, o fama naman kako erebica, o fama naman kako erebica. Odozdola ide jedno ludo mlado, vrana konja java, konja razigruva, o fama naman konja razigruva, o fama naman konja razigruva. Igraj konju, igraj, ti da se naigraš, jaske te prodaj.
bre ludo mlado, konja ne prodavaj, kako tvoj ta konja se gde redum ima. O faman aman, se gde redum ima. O faman aman, se gde redum ima. Kako lično kad te nigde ne najdu baš, kako lično kad te nigde ne najdu baš. O faman aman, nigde ne najdu baš. O faman aman, nigde ne najdu baš. Вечерва, драги дечиња, повторно се јавуваме со уште една приказна за вас пред вашето спиење. Па еве што ќе кажеме. Ќе зборуваме за лузни. Какви се овие лузни? Го праша Мери, нејзиниот татко, држејќи ги неговите раце со нејзините мали рачиња. Овие лузни, мила моја, се долга приказна. Тато, кажи ми те молам, рече Мери. Јас сакам долги приказни. Овие лузни, дете мое, се повеќе од 40 години. За тие 40 години тие секој ден ме подсетуваат на мојата непослушност кон моите родители и нарушувањето на Божите заповеди. Кажи ми повеќе за тоа, тато, молеше Мери. Кога бев на околу 12 годишна возраст, започна тој, еден пријатен есенски ден, татко ми ме испрати во шумата да исечам дрвца, за сонив да ги удираме јаболката за да паѓаат од дрвјата. Ја земав секирата и тргнав кон шумата. Гледав во сите насоки за да најдам високо тенко дрвце кој ќе одговара за целта и секогаш кога ќе застанев да разгледам некое младо дрвце во следниот момент, повисоко и поцврсто дрвце ми го земаше вниманието. Одев од дрвце до дрвце и не можев да направам избор кое да го изберам. Одеднаш се најдов до една ограда, каде од другата страна преку неја имаше едно големо дрво, полно со зрели, убави црвени цреши. Тоа беше силно искушение за мене. Многу добро знаев дека ова дрво со своите вкусни плодови не е наше и поради тоа немам право да берам цреши од него. Но немаше ниту една куќа во близина, ниту пак човек, никој освен Бог не можеше мене да ме види. Во тој момент на искушение заборавив дека Бог секогаш гледа надолу во секого од нас. На крајот одлучив да ги пробам тие прекрасни црвени плодови. Се качив на дрвото и почнав да берам од црвените цреши, така берев и јадев. Но, бидејќи се плашев многу да не ме види некој, не најдов задоволство во сочниот и прекрасен вкус на зрелите цреши. Бидејќи се плашев да не дојде некој и да ме најде на дрвото, одлучив да скршам една од гранките полна со зрели плодови и да појдам назад кон дома. Врвот од дрвото беше најполн со овие вкусни црвени плодови. Се искачив највисоко што можев и се обидов со малото ноже да исечам една гранка, додека со другата рака ја држев. Но во еден момент, бидејќи не бев воопшто внимателен, малото остро ноже се слизна од гранката на мојата лева рака и ме исече длабоко. Секогаш кога ќе видев крв се онесвестував. Ги погледнав капките крв, кои во тој момент почна да се слизнуваат од мојата рака, поради што ја изгубив свеста и паднав. Ударот од падот ме освести, пошто се обидов да застанам на своите нозе, па ја завиткав раката со марамче и побрзав дома. Мојата мисија беше полоша од бесполезна, не ја исполнив целта за која бев испратен. Се обидов да крадам од црешите и се онеспособив себе си да собирам јаболка. Никој немаше сочувство за мене. Татко ми ме искара и ме однесе да ми ја преврзат раката.
Мајка ми ме гледаше со сожалување и знаев дека длабоко во неа таа тагуваше поради мојата непослушност. Помагав во собирање на јаболката, но само со едната рака додека другите забрзано работеа. Тоа беше тажен ден за мене. Потребни беа неколку седмици за да се исцели раната на мојата рака, а лузните ми останаа. Сега, по 40 години, раната е затворена, а лузните се секогаш овде. Но лузните на раката не беа ништо во споредба со лузните во моето срце. Совеста ми беше исполнета со чувство на вина, солзите на каење не можеа да избришат тагата. Ништо, освен Исусовата утеха, не можеше да го исцели мојот ранет дух. Како што раната остава лузни, така, драго моје дете, гревовите на младите остават траги во нивното постоење. Како лузните на исцелената рана, така гревовите ја ослабуваат и ја изнемоштуваат душата. Лудостите во младоста може да бидат надминати, но тие секогаш оставаат белек во животот. Бев свесен дека направив грев, бев свесен дека ги прекршив Божиите заповеди. Не ги испочитував своите родители за да ја извршам задачата за која ме пратија. Црешите не беа наши, беа туѓи, а јас влегов во градината и крадев од нив. Секој грев уште од детството го влечеме како товар околу вратот, но радосната вест која е запишана во Библијата ни укажува дека благодарение на жртвата на Исус Христос на крстот, ние уште денес можеме да бидеме ослободени од тој товар. Затоа, драго моје дете, секој товар на грев што го носиш, исповедај го на Исус и покај се, и тој ќе те ослободи од тој товар. Еве пак затоа, драги дечиња, и неколку библиски стихови. Деца, слушајте ги вашите родители во се, зашто тоа му е угодно на Господа. Или, и детето се познава според она што го прави, дали е чисто и праведно неговото дело. И уште две ќе ви прочитам. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен, да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Исто така, ќе ги очистам од секој грев со кој согрешија против мене и ќе им ги простам сите вини што ми ги сторија, одметнувајќи се од мене. Драги дечиња, никој не може да биде без грешка, па и самата јас, па и секој еден, но затоа пак вам ви посакувам добра и пријатна ноќ. Добра ноќ, драги дечиња. Дожду, дожду, оди си, престани да паѓаш ти, надвор сме заиграни, ајде дожду, оди си. Дожду, дожду, оди си, престани да паѓаш ти, надвор сме заиграни, ајде дожду, оди си. Дожду, оди си, доста веќе паѓаш ти, одете си облаци, ајде дожду, оди си. Дожду, дожду, оди си, доста веќе паѓаш ти, одете си облаци, ајде дожду, оди си.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesam. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesam. Tajni morski dlabini i zlatni livadi će ti podaram. Site turski carevi i rimski legi ne se dovoljni da te odbranam. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesam. Tajni morski dlabini i zlatni livadi će ti podaram. Site turski carevi i rimski legi ne se dovoljni da te odbrana. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe.
Noćva je tivka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe. Noćva je tivka prekrasna, vodi me vo rajska. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe. Noćva je tivka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Opasno sum ljuben vo tebe. И ова наша вечерашна емисија е продолжување од знаменитостите и убавините на светиот Охрид. Вечерва најпрво ќе отпочнеме со црквата Свети Никола Болнички. Свети Никола Болнички, македонски православен храм, кој се наоѓа во стариот дел на градот Охрид, на улицата Цар Самуил, помеѓу Охридското пристаниште и куќата на Робевци, веднаш наспроти црквата Света Богородица Болничка. Изградена е и живописна во 1313 година од непознат зограф. Црквата е еднокорабна со засводен полукружен свод. На нејзината западна страна се наоѓа камбанарија, преслица единствена во Македонија, изградена под влијание на приморската архитектура. За прв пат се спомнува во еден документ за имотот на црквата Света Богородица Перивлепта. Во 15 век на јужната страна од црквата дограден е параклис, од кој денес е сочуван апсидниот дел со представата Причестување на апостолите. Во дворот на ова црква се наоѓаат остатоците на градските ѕидини, кои од Самоиловата тврдина се спуштиле до самото езеро. Kajče veslaše Ohridsko to jezero, nasproti mejze ribari, stari drugari. Ribari, stari
Ne sakam da me gledate, ja sakam mirno jezero, jezero, duša tada si odmora. Lihni da kajče veslaše, Ohridsko to jezero, pesna peše, Biljana platno beleše, lihni da kajče veslaše, Ohridsko to jezero, Tivko si pesna peše, Biljana platno beše. Пресвета Богородица Перивлепта или Пресвета Богородица Севидна е црква што се наоѓа во градот Охрид, изградена пред 1295 година. Фресконатписот во нартексот покрај други личности ги спомнува Прогон Згур и годината на подигањето, односно живописот на црквата 1295 година. Подоцнежните историски податоци зборуваат за големиот углед што го имала црквата во текот на 15 век, особено кога регионот се наоѓал во составот на Османлиското царство. Деволскиот епископ Григорий ја созидал и ја живописал 1364 до 1365 година Северната капела, посветена на Григорий Богослов, а потоа била созидана Јужната капела, посветена на Свети Никола, и отворениот трем околу црквата каде што се насликани портретите на некои ктитори и на други современи историски личности. По уривањето на манастирската црква Свети Пантелеймон во црквата Богородица Перивлепта се пренесени моштите на Свети Климент, па затоа е наречена Климентова црква, а истовремено таа станала и седиште на охридските архиепископи и на музеот на архиепископијата, со својот печат засега најстар на Балканот. Црквата има основа на византиски куполни цркви со впишан крст во правоаголен простој. Во наосот се потпира врз 4 слободни столба, а слепата купола во нартексот на 4 пиластри. Зидана е од камен, бигор и тули, а со нивна комбинација се подигнати различни декоративни површини: меандер, шаховско поле, рибина коска. Овој начин на зидање се заснова врз традицијата пренесена од византиската метропола, но црквата Богородица Перивлептос, како и некои други во Македонија, укажуваат и на непосредни врски со градителството од 13 век во Епир. Извонредните уметнички вредности на фреско декорацијата и ризницата од икони на ова црква заземаат истакнато место во науката. Врз основа на откриените потписи се знае дека фреските во 1295 ги извеле сликарите Михаил Астрапа и Ефтихи. Тоа се проминентни личности на ликовното творештво од крајот на 13 век и првите децении на 14 век на Балканот, а нивните дела по уметничкиот квалитет се рамни на современите остварувања во византиската културна метропола. Trubaduri svirat iz Ohrida grada, trubaduri svirat iz Ohrida grada, iz Ohrida grada, Karabego mala i Vaška mala, kaj reka ubala.
izlezi leće, trubaduri svira. Ja izlezi leće, trubaduri svira. So daj pa idam dušo, pesna da zapejam, samo da te vidam, lice da ti ljubam, samo da te vidam, lice da ti ljubam. Da me ljubiš libe, nemoj da me žališ. Da me ljubiš libe, nemoj da me žališ. Samo nemoj libe, nišan da ostaviš. 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 Свети Јован Богослов Канео, една од најпознатите цркви во Охрид на карпестиот рит на плажата Канео во стариот дел на градот. За историјата на црквата не постојат пишани податоци современи со нејзиното подигање и живописување. Во надписот зачуван на фреско малтер од црквата Свети Константин и Елена во Охрид се спомнува една нива од селото Лескоец како имот на црквата Свети Јован Канео, што се граничи со имотот на црквата Свети Константин и Елена. Со ова се потврдува постоењето на црквата пред 1447 година, кога бил испишан надписот на Свети Константин и Елена, како и релативно раната појава на топономастичкиот назив на местото Канео, каде што е подигната црквата. Иако за црквата не постојат никакви сигурни историски податоци, низиниот живот може да се следи во општи историски рамки на развиток, почнувајќи од 13. век па се до почетокот на 14. век. Во османлискиот период може да се следи активниот живот на црквата, најверојатно се до 1447 година, кога се спомнува имотот на црквата. Подоцна манастирскиот живот постепено опаѓа, а со тоа доаѓа и уривање на самиот објект, ниските сводови од сите 4 агали. Во поново време се предпоставува дека доаѓа до запуштање во подолг временски период меѓу 17 и 19 век. Тоа се докажува врз основа на најстарата запишана година која се наоѓа на најстарата икона во црквата 1676 година. Во поновата историја се забележуваат зафати со цел да се обнови самата црква, при што се враќаат сводовите како и подигање на анексите од северната, јужната и западната страна, кои денес се елиминирани. Од друга страна, гледано од иконографски аспект, ова црква обезбедува голем број на информации за историјата на средновековното сликарство во Македонија. Според иконографските одлики се поврзува со традициите од уметноста на комнините. Во поголем број на цркви се наведуваат вакви карактеристики како што се Света Софија во Охрид, Свети Константин во село Свеќани Велешко и Свети Никола во село Манастир. Меѓутоа, само Канео има посебно нагласена модификација на комненските елементи, што помага за поблиско определување на хронологијата.
Денес Канео има зачувано добар дел од своите првобитни фрески, иако се извршени некои модификации во тој поглед, меѓутоа својот првобитен шарм што го има задржано до денешен ден, што е привлечно добро земајќи предвид дека самата црква била подолг период напуштена. Ете, тоа беше и овој пат за знаменитостите на градот Охрид. Svetina u
да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. И во последните наши минути од вечерашнава програма повторно сме со песна од мојата поезија. Како мала верував на се, на вештирки, вампири, на лаги и вистини, за нас и нашите корени, за Македонија. Верував и не заборавив. И денес верувам на мистерии и лаги, но на едно не верувам, за лажните корени за Македонија. Кој ќе биде тој јунак што ќе расветли нашата историја, за да и нему му се поклонуваме како на Александар, зашто сите знаеме дека пред вистината и боговите молчат. Složno braća moji, ovde site sme si svoji.
te sija nosime, jedan narod sve sinije, drevna zemlja, drevno ime, Makedonija, ovo srce, sija nosime. Makedonija, ovo srce, sija nosime. Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.